Голем број од граѓаните загушени од песимизмот кој го наметнува магливото време го прифатија како целосна преродба доживувањето со речиси пролетното време на Пониква, каде планината се капе во сонце, а исклучително пријатен амбиент. Зимувалците кои ги запоседнале сместувачките капацитети ја имаа привилегијата на тенкиот снег, но сончевиот рај да ги почествуваат сите благодети кои ги нуди планинската убавица со изобилство сончеви зраци, чист воздух и максимално позитивен амбиент. На 4 дена, да. Одлично. Ама не сме прв пат тука, супер е, да. Да, и летно време. Воздухот. Да. Све има, да, супер е, да. Знаеш да скиеш? Да. Не се плашиш од снегот? Не. Колку време? Кога научи да скиеш? Многу. А како овде на Пониква ти се допаѓа? Да. Што ти се допаѓа? Се. Снегот, скијањето. Има ли другарчиња? Има. Има. Кога научи да скиеш? На колку години? На 4. На 4 години. И сега не се плашиш да се пуштиш горе од ова? Не. Не се плашиш. Што ти е убавина? Во што е убавината овде во скијањето? Снега. Снегот, чист воздух. Да. Инаку од каде си? Од Скопје. Каде учиш? Што учиш? Кој одделение? Второ одделение учам во училиштето Димитар Попѓорѓиев Беровски. Инаку денеска на посетителите им беа на услуга ски лифтот број 1, изнајмувачите на ски и санки, како и гостителските објекти со правокласна храна, чаеви и други пијалоци неопходни за целосно планинско доживување. Поради скромната снежна покривка, ски лифтот број 3 не е ставен во функција, на голем број дечиња ги правеа првите чекори во скијањето на повеќе локации. Мошне битно е што патот до Пониква е проден и мошне квалитетен, па секој што ќе посака може без проблеми да стигне до центарот и да ужива во убавините што тој ги нуди.